Mishë të dashur të Ora 24.tv dhe almakos.com, përshëndetje. Është ky emisioni i parë në podium me Fo Ismaili dhe që sot e tutje do të jemi çdo javë rregullisht ku do të mbajmë emisione dhe do të diskutojmë, do të debatojmë për çështjet më aktuale në vend dhe kam derin që mysafirin e parë në këtë emision dhe në këtë studio të cilën ma kemi promovuar kohë pas kohe, të kem kryeministrin, zotin Kristijan Mickovski. Gospodine Mickovski, vi благодарам што додавте и сте прв гостин во нашето ново студио и во нашата нова емисија. Благодарам на поканата и благодарам на можноста. Сакам да ги третираме повеќе прашања и затоа ќе преминам одма на тема. Знаеме дека имаме војска во Блискиот Исток, тоа влијае и во нашиот регион и генерално во светот. Тоа за што се грижат нашите граѓани е како ќе биде економската стабилност во нашата држава и дали тоа ќе продолжи да влијае во покачување на цените на нафтата и на прехранбените производи. Па ние ја следиме состојбата, на дневна основа добиваме брифинзи за тоа што може да се очекува. Ги следиме и берзите на нафтата и нафтените деривати, гледаме како тие се развиваат на дневна основа. Правиме некакви проекции, но во моментот можам да кажам неколку работи кои што се фиксни. А тоа е дека имаме навременно снабдување со нафта и нафтени деривати на пазарот кај нас. Она кое што е многу важно да се напомене е дека во понеделникот е забележан историски најголем пик на потрошувачка на нафта и нафтените деривати откако постои независна Македонија. И тоа е нешто кое што го анализиравме и дојдовме до заклучок дека имаме зголемено потрошувачка на нафта и нафтени деривати во општините и бензинските пумпи кои што се во пограничните предели. Што значи дека од соседите, пред се мислам на јужната, западната и северната граница, граѓаните од соседните држави доаѓаат кај нас да точат гориво. И кога ќе ги направите анализите за цената на горивото, тоа ќе дојдете до заклучок дека навистина ние како држава во моментот имаме најевтино гориво споредено со сите земји во регионот. Не ги споредувам со земјите од Европската унија, бидејќи таму секако имаме поевтино гориво. Еве да речеме денеска кога го снимаме ова интервју, дизел литар на бензинските пумпи кај нас се точи за €39 евроценти. А да речеме кај нашиот западен сосед Албанија е 1,79 евроценти за литар. Кај нашиот северен сосед Србија е 1,73 евроценти за литар. Во Косово цената варира од 1,44 до 1,52. Таму има поинаква политика на цените. Поинаква е методологијата, но сепак е поскапа за десетина проценти. И кај нашиот јужен сосед е отприлика 1,59 евроценти по литар, додека обичниот дизел кај нашиот источен сосед е повторно поскап од кај нас, но не толку, 1,41 евроценти за литар. Што значи дека македонските граѓани, тоа што беше наша првична цел, во моментот користат најевтино гориво споредено со сите земји во регионот. Зошто ова е важно? Затоа што вие го споменавте во вашето прашање трошоците за живот, прехранбените производи, земјоделските производи, услугите и така натаму. Ако имате компаративно најниска цена на горивото, кое што е влезен параметар во трошоците на компаниите, тогаш секако конкуренцијата од другите земји во регионот нема да влезе на македонскиот пазар, бидејќи домашната економија, домашните компании, бидејќи користат најевтин енерген, ќе бидат најконкурентни, односно производите и услугите кои што ги нудат ќе бидат со најниска цена. Јас во текот на вчерашниот ден имав состанок со собствениците на маркети и заеднички донесовме заклучок дека во моментот немаме зголемување на цените на производите. Тоа ми беше прашање, дали веќе е превземено нешто и за маркетите, но и за бензинските пумпи, за нафтата конкретно. Да, за нафтата веќе имавме состанок и како што се договоривме, така се почитува од компаниите. Бидејќи во светската берза веќе паѓа цената на нафтата. Па не би рекол, денеска и вчера имаше зголемување. Сега се движиме некаде од прилика плюс-минус некој долар околу $100 по барел. Да речеме, во еден момент скокна на $120 по барел, па потоа се спушти на
некои се 82-3, за да овие последни 2 дена е некаде помеѓу 90 и 98 долара по барел. Затоа велам, ја следиме состојбата, граѓаните не треба да се грижат. Оваа влада, како што гледате, успева да обезбеди доволно количини и за соседните држави. И затоа се забележуваат највисоки пикови на потрошувачка на нафта и нафтени деривати од историјата од кога постои и од кога тоа се мери државата. Така што, за разлика од порано кога коленичевме за вакцини и се радувавме и правевме естрада на границата кога ни носеа 5000 вакцини, кога македонските граѓани во соседството се вакцинираа бидејќи властите тука не успеа да обезбедат навремено таков тип на вакцини, оваа влада води поинаква политика, односно генерира стабилност во регионот и им помага на соседите кога тие се во неволја или кога тоа е потребно. Но се разбира, наш примарен приоритет се нашите граѓани и тука апсолутно во овој момент не треба да се грижат. Доколку дојде до некој екстремно голем изголемување на цените, на берзите се разбира дека ние имаме алатки како цената да не дозволиме да се зголеми, заедно со Министерството за финансии, Министерството за... Тоа преку субвенции или некоја друга алатка ќе се користи? Пошто во претходно во време на пандемијата се даваа субвенции, договори со банки, зборувам за како мерки, договори со банките да не се плаќаат кредитите и така натаму. Не, ние ќе користиме алатки кои што ги имаме на располагање, а тоа е да речеме намалување на данокот на додадена вредност во прв степен. Па потоа ако продолжи понатаму да се зголемува, уште едно намалување можеме. Значи имаме една ставка од 18, па на 10% можеме да намалиме, па потоа на 5%, доколку цената согласно законот иде над $800 по тон, тогаш можеме да намалиме акцизата од $800 до $1000 за денар, а од 1000 до $1200 по тон за 2 денара. Над тоа и за 4 денара акцизата да намалиме. Така што имаме ние механизми кои што ги планираме доколку се тоа продолжи, ние се надеваме дека тоа нема да продолжи. Јас вчера ја слушав изјавата и на председателот Трамп, кој што јасно кажа дека 80% од целите се постигнати, што значи постепено ја подготвува јавноста дека мисијата е успешно завршена и дека постепено тие ќе престанат со своите операции. Барем јас тоа така го разбирам. Дали така ќе биде, ќе видиме. Треба да чекаме уште малку. Бидејќи има многу теми како што најавив, ќе одам по кратко, зашто сакам да ги опфатиме сите. Само краток одговор. Освен тоа што слушнавме последниве денови дека стотина граѓани веќе што побараа помош да се вратат од Блискиот исток кај нас, добија помош. Имате информација колкав е бројот што чекаат уште да се враќаат? Вкупно успеавме од подрачјата да донесеме преку 3 лета директни, чартер и 1 лет кој што го реализираше владиниот авион. 2 имавме од Дубај и 1 имавме од Ријад, Саудиска Арабија, кој што практично ги опфати оние патници кои што доаѓаат од Кувајт, од Бахреин, од Катар и од Саудиска Арабија. Вкупно се евакуирани околу 460 граѓани. Од тие, околу 380 се македонски државјани, а 80 се државјани од други земји, меѓу кои имаме најбројни државјани од Албанија, од Косово, од Србија, од Босна и Херцеговина и така натаму. Значи, моментално имаме уште колку граѓани бараат? Во моментов немаме така барање од наши граѓани. Имаше некои кои што се откажуваа од барањата, не се појавуваа на кога требаше да се појават на почетокот на летот, така што во моментот тоа што побара евакуација, тоа е евакуирано. Имавме преку владиниот авион тие од Израел кои што беа евакуирани 7 луѓе, значи се на себе да заокружиме бројка на 500 луѓе кои што побарале помош се евакуирани, од кои што околу 390-400 се македонски граѓани, другите се граѓани најчесто од земјите во соседството. Па да се вратиме на тоа што е економска дел, нели, што повеќе интересира на граѓаните. Минималната плата, нели, се очекува сега за 1500 денари тоа да порасте, но синдикатите, опозицијата прават притисок за минималната да биде 600 евра. Ке има ли конечен договор со синдикатите или уште сте во разговор или ќе останеме на ова што моментално? Видете, нашиот став е јасен и принципиелен од самиот почеток дека ние ќе го почитуваме законот таков каков што е.
законот мора да се почитува и во име на тоа ова законско покачување на минималната плата за нешто над 1600 денара не носи до минимална плата од 26 нешто над 26.000 денари. И тоа ние веќе го донесовме како информација на економско-социјалниот совет, го поминавме како информација на седница на влада, Министерството за економија и труд веќе ќе го објави, ако не е објавено на веб страната на самото министерство. Така што тој процес се заврши. И ние велиме, имаме принципелен став, велиме кога ќе се договорат работодавачите со работниците, бидејќи тоа е бипартитен диалог, тогаш ние како влада сето тоа ќе го поддржиме. Тоа што поединци во еден од синдикатите се блиски до одредени политички структури и се влезени во тие политички мочуришта, тоа е веќе личен проблем. Јас тука не можам да навлегувам, но стратегијата е јасна. Од една страна тоа се вика стратегија помеѓу наковалната и чеканот. Од една страна опозицијата ќе носи популистички мерки, ќе бара носење на популистички мерки, со кои што ќе се празни буџетот, односно капацитетот на буџетот, а од друга страна, преку овие неколкумина прокси, кои што се дел од раководството на еден од синдикатите, ќе бара зголемување на социјалните трошоци. Тоа значи дека од една страна го трошите буџетот, односно стабилноста на буџетот, преку популистички политики, а од друга страна преку популистички политики ќе барате зголемување на трошоците, социјалните трансфери од буџетот и на тој начин тие мислат дека ќе ја притиснат владата и на тој начин владата ќе губи кај граѓаните. Но не мислам дека оваа стратегија е исправна. Зошто? Затоа што ниту едните, ниту другите немаат кредибилитет. Зошто немаат кредибилитет? Затоа што вие беа влада 7 години и во тие 7 години единствено нешто што го слушавме за нивната работа е криминалот, корупцијата и предавството пред се национални. А овие другите немаат кредибилитет од проста причина што еден ден со мене излегуваат на пресконференција и фалат како оваа влада направила историски чекори, така натаму, во регулирање на своите односи со работниците, а потоа следниот ден ги гледаме како протестираат против истата таа влада што ја фалеле на улица и го блокираат сообраќајот. Затоа велам дека оној инструмент на кредибилитет нити едните, нити другите го имаат, но нивната политичка стратегија за мене е јасна, видлива од небо, наковалната и чеканот, да ја стават политиката на владата, ќе повторам, преку предлози на популистички предлози за празнење на буџетот и од друга страна популистички предлози за социјални трансфери од празниот, испразнет буџет. Но, еве, до сега тоа не успева и не очекувам дека и понатаму ќе успее, бидејќи ги подценуваат граѓаните, а граѓаните сакаат стабилност, која што ја имаат со оваа влада која што ја се предлагаат. Дел од синдикатите не се согласуваат со политиката на владата во овој конкретен дел, барем дел од синдикатите, не сите. Как седнувате уште со нив, имате план да разговарате или ќе чекате дали ќе завршат нивниот најавен протест или не? Па токму тоа и јас си го кажав, дека ние со работениците, односно со нашите колеги, каде што владата е работодавач, веќе постигнавме договор. Со речиси сите. Така што ние сме седнале, сме разговарали, сме постигнале договор. И тука никој од нас нема никаква дилема. Затоа кога велам во регулирање на односите работодавач и работник, ние нашиот дел сме го завршиле. Сега треба тоа да си го направат останатите партнери во социјалниот диалог, а тоа се работодавачите и работниците надвор од државната администрација и државната управа. Тука ние, рековме, не можеме да се мешаме, договорете се, ние тоа што ќе се договорите ќе го поддржиме. Друга тема што само разговараме е тоа што го слушнавме последниве денови од опозицијата, конкретно од албанската опозиција, од крилото на Стелја, кој што излезе со наводно нивна информација дека владата намерно ги застанува финансирањето на коридорот 8 и ги пренаменува средствата во коридорот 10, конкретно да го поврзе Битола, Ресен, Прилеп и така натаму, колку што го слуша господин Стелја. Што има точно во ова и
дали ќе се продолжи како што е ветено коридорот 8 да се гради? Мислам дека господинот Села не извлече поука дека таквата политика само му носи нему штета. Бидејќи прво не ја говори вистината, а второ внесува етничка поларизација, а при тоа заборава дека коридорот 8 поминува низ територија, ако веќе сака да врши етничка поларизација, во која што живеат огромно мнозинство македонци. И има... Зборувате за трасата на коридорот. За трасата. Почнувајќи од Крива Паланка, завршувајќи доле до Охрид и Струга. Ако ја гледаме трасата на коридорот 8. Мислам дека ваквата политика и ваквиот начин на испраќање пораки не само што го прават некредибилен, туку мислам дека целосно ја промаршил темата и токму затоа резултатите на изборите локални па и претходно на парламентарните му се такви. Инаку, искрен да кажам, кога би ме прашал за совет, ќе му дадам совет и ќе му ја кажам реалноста. Која е реалноста? Реалноста е дека владата во моментот не должи ниту денар на компанијата изведувач Бехтел Јенка. Оваа влада ги реши повеќе од 80% од имотно правните односи, односно експроприацијата. Претходната влада имаше 13%. Претходната влада исплати само авансна фактура за авансна провизија. И ако ги видите компаниите кои што се подизведувачи, ќе ви стане јасно до кои политички субјекти тие компании биле блиски во минатото. Но како и да е. Во буџетот се ставени на сметка помеѓу 6 и 7 милиарди денари за овој проект. Проектот на Бехтел Јенка, кој што ги опфаќа коридорот, дел од коридорот 8 и дел од коридорот 10D. Од тие, сега сме март, не е потрошен ниту денар. Значи, ние ниту должиме, ниту имаме потрошено. Дај Боже да реализираат повеќе работа компанијата изведувач. Така ќе расте и бруто домашниот производ на државата. Во мој интерес е тоа. Бидејќи има повеќе развој, повеќе се работи и се кружи. Дај Боже, но пари да држиме на сметка, кои ги немаме, ги поземуваме преку државни хартии од вредност кои што ги објавува Министерството за финансии и плаќаме камата, народни пари, ваши пари. Оваа влада таква политика не води. Туку има јасен проектен менеджмент, ги планира ресурсите и кога гледаме како оди реализацијата, затоа има ребаланс, затоа има годишна прераспределба на крајот на годината, таму каде што има помала реализација, префрламе таму каде што има поголема реализација. Денеска, кога ја снимаме оваа емисија, сакам со задоволство да ви кажам дека реализацијата на капиталните инвестиции е над 25%. Односно, близу 11 милиарди денари. Нешто што представува историски рекорд. До сега тоа ниту една влада од осамостојувањето до денес го нема направено. Наш приоритет како влада е да ги завршиме овие коридори. Зошто? Затоа што ќе наплаќаме патарина. Таа патарина ќе ги враќа кредитите кои што се земени за изградба на овие коридори. Нема да ги финансираме од буџет, туку јавното претпријатие за државни патишта од сопствени приходи ќе се ги финансира овие проекти. Така што дадов многу аргументи кои што не само што ја демантираат обидот за политичката лага на господинот Села, туку ја представуваат реалноста во Македонија. Јас наистина жалам што се уште имаме политичари кои што се занимаваат со вакви романтични политики кои што беа јасни пред 4-5 децени. Дали останувате во тоа што последно се кажа во врска со роковите за завршување на коридорите 8 и 10D и подпрашање за завршување на автопатот од Кичево Струга Охрид, како може? Да, тоа е исто така прилично симптоматично, зошто никој не го спомнува Кичево Охрид, бидејќи јас колку што знам господинот Села е по потекло од Ливада Струшка. Село Ливада Струшко, јас како што знам, таму е по потекло. И мислам дека
исклучително во негов интерес и овој автопат да биде завршен. Од Кичево до Охрид, бидејќи побезбедно ќе патува. Не знам зошто тоа не го споменува. Јас патувам често и знам колку е битно да се заврши што е можно поле. Да, еве вие патувате, но За струга, нели како струшаме. дали вашиот живот помалку вреди кога ќе влезете на автопатот од Кичево и кога ќе излезете на автопатот во Струга, отколку, кој што исто така дел од коридорот 8, отколку овој проект на компанијата Бехтел Јенка. Да нема нешто друго што не знаеме и што не гледаме. Што би можело да има? Па, еве, Бидејќи конкретно на оваа тема се нафатија и ве обвинуваат за пренамена на средства. еве јас токму тоа и го кажам. Прво, не може да се пренаменуваат средства од една на друга секција, бидејќи носител на едната набавка е Министерството за транспорт, а носител на другата набавка е Јавното претпријатие за државни патишта. Затоа велам елементарни непознавања се. Елементарни непознавања и затоа велам кога некој не ги разбира работите, а испраќа политичка порака, тогаш има тенденција да внесе раздор, омраза, гнев. Народот тоа не го прифаќа. Го одбива и затоа на избори носи одлуки какви што носи. Јас жалам што, ќе повторам, се уште имаме политичари од пред 4-5 децении, но тоа е што е. Во врска со роковите. Инаку- Кичево Охрид и коридорот 8, но и за коридорот 10. За коридорот 8 и коридорот 10D на барање на изведувачите, а поради тоа што претходната влада немаше никаков прогрес, се репреговара одреден анекс околу роковите, можеки има одредени продолжувања од година, година и пол, две и така натаму, а околу коридорот 8 секцијата Кичево Охрид очекувам истата да биде завршена најдоцна реков првиот квартал следната година, најдоцна. Но очекувам голем дел од секцијата таму негде од Кичевски извор до Охрид да биде завршен до крајот на оваа година и пуштен во употреба, вклучително и големиот тунел. Да се надеваме да биде така, за да ги поснимам сите мои прашања и теми кои што имам подготвено. Најактуално, мислам, одма после еден промовирање на еден друг голем проект, како што беше кампусот на Универзитетот Мајка Тереза, исто така излегува опозицијата и обвинува дека дека тука не се инвестираше 32 милиони евра, туку само 900.000 евра и ако продолжува во таквото темпо до 2026 ќе се заврши тој кампус. Сериозни обвинувања за еден таков сериозен проект. Да, сериозни обвинувања за еден таков сериозен проект, но повторно ќе кажам дека станува збор за манипулации од страна на политички партии кои што 20 години беа во владата, кои што камен на камен не ставија, кои што единствено ги интересира авансите и провизиите од авансите, и сега кога некој работи, кога некој испорачува, се обидуваат со политичка реторика да внесат омраза и гнев, и тоа по етничка основа во мултиетничка земја. Тоа е проблем за нив, не за нас, како влада, бидејќи прво што тоа го гледа и го става во своите извештаи се представниците на меѓународната заедница. И затоа се опозиција. И затоа уште долго ќе бидат опозиција, бидејќи никако да извлечат поука што значи зрела политика и државничка политика. Но тоа е нивен проблем. Сега да дојдеме до бројките. Повторно ќе кажам. Прво, таа фаза на изградбата на Универзитетот Мајка Тереза е во две фази. Второ, јас лично бев на поставувањето камен темелник. Јас лично. Трето, за да едната фаза почне да се работи, треба да заврши првата фаза. Проектот чини над 40 милиони евра и се разбира дека тој проект ќе биде завршен во зависност од динамиката на изведба на работите. Динамиката на изведба на работите, ние може да имаме развојна програма и во оваа година во буџетот да имаме предвидени, ако еден проект кошта 100 парички, оваа година да имаме 5 парички само. Но до година да имаме 55. Ме разбирате? Тоа е проектен менеджмент. Ние ќе следиме реализацијата на активностите на терен. Дај Боже, да оди се како што треба. Дај Боже изведувачот да е брз, експедитивен, да го завршува проектот. Во јуни имаме ребаланс. Од таму кај што нема реализација, ќе ставиме таму кај што има потреба. Па уште повеќе ако се засили динамиката на изведба.
ноември-декември имаме прераспределба во буџетот финално. Повторно, таму каде што нема реализација, ќе префрлиме ваму каде што има реализација. Добрата вест за граѓаните и за македонската економија е што растеме, и повторно сега може да ме исмејуваат ботовите од опозицијата кога ќе го кажам ова што ќе го кажам, но јас морам да го кажам бидејќи се тоа факти. Македонската економија 25-та година ја заврши во првите 5 во Европа, веднаш после Ирска, Малта, Кипар и заедно со Полска. И тоа се бројки од Евростат. Исто така беше во 2024 година. Пред 6-7 години бевме на дното во регионот, сега сме лидери во регионот, 2 години поред, и во првите 5 во Европа според процентот на раст на бруто домашниот производ. Така што заедно со ова морам да кажам дека во првите 2 месеца од годината имаме двоцифрен раст во проценти на приходите во буџетот, што значи економијата добро оди, се плаќа ДДВ, нема веќе толку сива економија, данок на додадена вредност и при увоз во земјата и во внатрешниот промет. Добивката е поголема, данокот на добивка од минатата година, што значи дека компаниите работат и профитираат. Зголемени се придонесите, што значи качени се примањата на вработените од 12 до 13%. Така што апсолутно почетокот на годината ветува одлична економска година, но зависи сепак од колку ќе трае ова што се случува во заливот. Во врска со прашањето што беше за кампусот, за Мака Тереза, значи сепак ќе оследите динамиката на градење и ќе види ќе има ли некаков притисок за тоа да се спроведе што е можно побрзо, така. Тоа зависи од изведувачот. Но сепак за изведувачот дали ќе има. Има рок во договорот и си има банкарска гаранција. Како ќе изведува тој, така ние ќе ги сервисираме нашите обврски како држава. Додека зборуваме за економија, многу е добро, бидејќи знаеме, иако сега во светот не е баш мирно, но за жал во нашата држава не може да немаме теми во етнички аспекти. Тоа е последниот момент беше вчера со Уставниот суд, каде што претседателот на Уставниот суд, господинот Костадиновски, нели пушти друг балон во аспекти, во етнички аспект и за Safe City и за тоа како треба да дојдат пораките на колку јазици и така натаму, иако спорливо беше тоа дали треба да дојдат и на албански јазик или не, како што нели бара дел од граѓаните, опозицијата и така натаму. Кој е вашиот коментар за тоа? Пошто оставен суд доаѓаат етнички теми сега се покренуваат. Не сум го слушал претседателот на Уставниот суд, само добив информација дека поднесокот не поминал, односно дека тие што ја предизвика уставноста го изгубиле случајот. Инаку јас многу бев јасен во парламент во мојот говор кога кажав дека и согласно устав, што е пред и надцен, но и согласно закон, тие учесници во собраќајот кои што ќе си побараат во случајов на албански јазик, треба да си добијат порака и на албански јазик. И тука, значи покрај македонскиот да има и на албански јазик, така што тука немам никаква дилема и мислам дека тоа уште на пратеничките прашања во парламентот беше мој став и тој го кажа. Нас, видете, законите може да ни се допаѓаат и не. Одлуките на Уставниот суд може да ни се допаѓаат и не, но тие се конечни, мора да ги почитуваме. Директно да прашам, ќе има ли некогаш крај, ќе имаат ли крај понекогаш овие етнички прашања во државата и да се фокусираме конкретно во тоа, без да има потреба да ги поттикнеме кога ги нема или пак да не може да ги лечиме ако ги има? Тоа зависи од совеста и зрелоста на тие кои што ги испраќаат тие пораки. Еве, дури во економијата ние имавме предизвик сега да одговараме на такви етнички дилеми. Јас сум еден од тие политичари кои што се труди апсолутно да никогаш етничките теми не му бидат дел од политичката агенда и секогаш гледам со резигнираност кон сето тоа. Така и ќе продолжам и очекувам преку тој пример и другите да следат, но не сите ве следат сега. Има и такви кои што сакаат да злоупотребуваат и мислат дека така ќе добијат гласачи. Тие немаат длабока политичка тежина. Тие мислат дека на тој начин ќе добијат симпатии во јавноста и тие што одат на избори
поддршка од граѓаните. Мислам дека им е погрешна таа стратегија. Друга тема, исто така во врска со албанскиот јазик е тоа што се случува со правосудниот испит. Гледаме дека сега студентите од трите универзитети, од Мајка Тереза, Штуловиот и државниот Тетовски универзитет веќе се организираат и на протест, каде што бараат тој испит да се полага и на албански јазик. Став од вас имаме слушаното, но ево сега да бидеме по-конкретни или да го елаборираме. Да, тоа е сосема различна тема. Ке биде ли тоа право, ке го имаат или... Тоа е сосема различна тема и тука не станува збор за право дали ќе имаат студентите или нема да имаат. Уствари уставот и законите е јасни дека го имаат, но ево дали ќе се политизира повеќе. Сега да го анализираме за да дојдеме до одговорот на прашањето и да видиме што следи. Комуникацијата согласно уставот во државната управа, мислам дека тоа беше членот 5, амандманот 7, сега не ме фаќате за збор, јасно кажува дека официјален јазик е македонскиот и кирилското писмо, но втор официјален јазик е во случајов албанскиот јазик. Еве, да не го користам оној 20% и така натаму, бидејќи е јасно дека е албанскиот јазик. Подоле во делот ставот стои во уставот, во истиот член, комуникацијата на албанците со државната управа е регулирана со закон. Сега доаѓаме до тој дел до закон. Не кажува кој закон, но еве велиме со законот за јазици, за употреба на јазиците. Законот веле, и јас разговарав со студентите и викаат, тие велат вака, во законот за употреба на јазиците треба во рок од 1 година да се хармонизираат сите закони. Ако тоа не се направи, тогаш автоматски се смета дека законите се хармонизирани. Сега доаѓаме до дилемата. Законот за јазици е генерален закон, или во правото лекс генералис. Законот за полагање правосуден систем е закон специјален или лекс специјалис. Не можете вие по автоматизам со лекс генералис да надсинхронизирате лекс специјалис. Тука е првиот проблем. Вториот проблем. Господата што го носеа законот за јазици ги излажа албанците. Тоа се? И овие деца кои што сега протестираат. Тогашното мнозинство кое што го носеше. На ДУИ алијанса, пошто и таа... Тоа мнозинство што го носеше се. Кој бе? Не знам. Не битно. Зошто го излажа? Албанецот и овие деца кои што велат ќе протестираат. Затоа што јасно стои во мислењето на Венецијанската комисија. Вика to abandon, да се напушти bilingual, односно билингвалноста во правосудниот систем. Јасно стои. И токму тоа е сега проблемот пред Уставниот суд. Многу е јасна Венецијанската комисија кога станува збор за тоа прашање. Кога се тоа ќе се изанализира, доаѓаме до дилемата. Тие кои што ќе полагаат правосуден систем, теоретски кажано, на албански јазик, што ние како влада велиме немаме проблем, еве ние како влада во делот на социјалната нега на децата, воспитувачките кои што полагаат испит, воведовме да полагаат и на албански јазик. Така, сме се покажале и докажале дека нема проблем со дела. Утре ќе бидат суди и обвинители. Ако Венецијанската комисија ти вели да го напуштиш концептот на билингвалност, поради тоа што може да се доведе до двојно тумачење на одредени судски процеси, тогаш за какво rule of law или владење на право ни е зборувано? Затоа, ние формиравме на работна група во рамките на владата, која што работи, анализира дали можеме законски и уставно полагањето на правосудниот испит како процес да го одвоиме од судењето во рамките на правосудниот систем на државата. Доколку успееме да најдеме методологија и начин со кој што ќе се обезбеди еднаквост на сите кои што го полагаат правосудниот испит, а воедно да немаме
различни толкувања на судски пресуди поради билингвалност, односно ако прифатиме дека македонскиот е тој кој што ќе биде јазик кој што ќе привел, ќе преовлада во правосудниот систем, тогаш мислам дека многу скоро од денеска ќе најдеме решение. Но повторно ќе кажам, ова е наследен проблем од истите оние кои што беа 20 години влада и не успеа да најдат начин како да го решат. Не знам дали ме свативте, се обидив да бидам... Ако можам да сублимирам на тоа, дека моментално се работи да се најде решение за ево и тоа да се овозможи нов закон со целосно синхронизиран од конкретен закон, а не и согласно препораките на Венецијанската комисија, затоа што ние сега, знаете, не можеме да се однесуваме дека животот е шведска маса. Ова ми е вкусно, ќе го земам, ова не е вкусно, нема да го земам. Тоа или се почитуваме, или не почитуваме. Треба да не знаете, ме разбирате? Најверојатно во тој процес на наоѓање на решение ќе бидат вклучени и самите студенти. Апсолутно. Или професори, така. експерти, апсолутно. Сега да преминам на друга тема, зашто ставам да ги завршиме сите овие прашања што ни остана, затоа ќе ве замолам ако можете пократко. Мигрантите каде не се? Тоа треба да го прашаме Венко Филипчи се да значи, опозицијата инсистира дека веќе има мигранти и можеби ги гледаат некаде, ние како медиум сакаме да се ангажираме да ги следиме и најверојатно што е најреално, но ајде конкретен став, пошто сепак и денеска и вчера и завчера имаше исти обвинувања од опозиција. Самиот нема покредибилен извор од амбасадорот на Обединетото кралство од држава, кој што кажа ниту имало, ниту има, ниту било како ќе има преговори на тема мигранти од Обединетото кралство кои што ќе бидат прифатени тука. Еве, за да не бидам погрешно сватен, не само да нема мигрантски кампови, туку било како. Еве, и оние кои што се неуспешни апликанти за азил. Тие ги викаат failed asylum seekers. Еве, неуспешни апликанти за азил. Еве, нека најдат еден таков и тогаш ќе излеземе јавно, ќе се извиниме, ќе кажеме ние, пошто гледам, лажат кога велат дека сме лажале. И продолжуваат, и мака немаат. И во ред. Добро, тие мислат дека така треба, нека си терат. Но нема поголема кредибилност од самиот амбасадор кој што рече такво нешто нема. Еве го дојде март, април, рекоа ќе шетаат по улици, не само што нема мигранти, туку нема ни да има. Друго прашање не беше мала информацијата или поттежина со прашањето на канабисот запленетиот кај нас, после тоа тој во Србија и така натаму. За кратков период имам ова е мој личен впечаток дека како тема веќе не беше актуелна во долг период во јавноста. Имаме ли информации, дали имаме конкретно од истражувањата што се прават ако продолжуваат понатака? Од каде доаѓа, каде имаше за цел да отиде? Во интерес на истрагата не би можел да зборувам. До каде носат? Не би можел да зборувам. Во интерес на истрагата. Нели пошто и господинот Заев или ве тужи за Не, мене не ме тужи други, но ќе дојде времето да се излезе во јавност. Така, ќе заврши истрагата и ќе слушнеме имиња. До сега, од она што во јавноста е познато, е дека поранешни председатели на локални организации на СДСМ, нивни блиски, роднини, се некако замешани во целиот овој скандал. Ќе подсетам дека овој скандал не е од сега, туку имаше на полициска акција уште во времето кога СДСМ и ДУИ беа во влада. На релацијата Струмица-Прилеп. Се сеќавате, тогаш таа акција беше водена во содейство со американската ДЕА. Се спомнуваа имиња кои што се во роднинска врска со семејството Заеви. Така што сето ова е многу симптоматично, индикативно, и јас, еве, во овие услови дека трае истрагата, би се задржал само на ние официјални соопштенија кои што доаѓаат од Министерството за внатрешни работи. Тогаш да не продолжуваме за ова, да не сгрешам јас не да влегувам во информации кои што ќе бидат штетни за истражувањето. Примере, многу се зборува дали ќе има или ќе нема предвремени парламентарни избори. Председателот на опозицијата, господин Венко Филипче, вика дека ќе има и владата нема да знае кај да бега бидејќи нема да знае кај да бега од проблемите што ги имаат во владата со менаџирањето на владата. Ќе имаме или ќе немаме?
Јас тоа сум го кажал многу пати до Знам, сега. но имаше завчерашна прак изјава на председател на опозицијата и веќе станува сериозно кога го повторува. Граѓаните, меѓународната заедница и ние во владата сме фокусирани на реформи и спорака за граѓаните. Тоа е тоа кое што представува наш приоритет. Фројд кога работи во опозицијата е повеќе од страв. И сега тие повеќе тоа го артикулираат од страв, бидејќи знаат дека дебакл ќе доживеат и на следните парламентарни избори, дека ќе изгубат тотално. И мислам дека следните избори ќе имаат и полош резултат од тие што го имаа во 2024 година, кој што беше историски најнизок резултат. Кој што потоа го потврдија на локалните, но во што беше лош, но во ред. Локални се друг тип на избори споредено со парламентарните избори. Оваа година фокусот наш е во консолидирање и економски раст на државата. Иако има многу предизвици, зборувавме на почетокот, но ние сме само тука фокусирани и концентрирани и се фокусираме на редовни парламентарни избори кои што ќе се случат 2028 година. Нема да бидат подобри пред времените за да се расшират во некои полемики во јавноста после сето. Се ќе сториме што е во наша моќ да одржиме кохезија во рамките на владата. Ние имаме мнозинство, владата е стабилна, имаме 61 во парламентот, така што апсолутно тука немаме никакви Реконструкција на влада ќе има како што е најавено Да. во мај и јуни. Да. Кога може да очекуваме и кои Па ресори во тој може? диапазон мај-јуни. Па ќе уште не сум размислувал, бидејќи сега сум фокусиран на партиската структура и до екипирањето таму, кој што очекувам да заврши до крајот на април. Потоа ќе се фокусираме на ова за кој што вие говорите. Чим се воздржувате на тоа да нема? Дали ме интересира и директно ќе ве прашувам, дали има политичка партија која што чека зад вратата на вашата канцеларија за да влезе во владата? Било тоа ДУИ, било тоа Алијанса од села, било тоа од Таравари или сите тие што се во опозиција? Ние имаме исклучително квалитетни односи во рамките на водената коалиција. Но дали чека, ВМРО бидејќи види, знаете зашто премиер ве прашувам? Бидејќи има информации кои што мислам не од извори од политичките партии и така натаму, но што кружат можеби самите политички партии ги шират дека ево денеска ќе влеземе во власт, утре рента за месец, за 3 месеци. Затоа директно мислам дека има право да прашам дали има политичка партија што чека зад врата во овој да момент не сме заинтересирани за промена на структурата на владината коалиција. Добро. Значи прашањето беше дали има партија што чека, не мора да значи дека вие Тоа не знам дали има, но бидејќи мене ме прашувате, јас како председател на најголемата политичка партија во владата. А ова што се случува нели во Влен, нели сега нормално гледаме дека господинот Лимани веќе јавно пушта пораки кон другите лидери на Влен дека нешто им е лут. Исто така и последниот статус на другиот вице-премиер Арвен Фетаи повикува дека не е нешто во ред исто него. Додека се чека дека Влен да се обедини или веќе пуштија порака дека се обединети и да биде поставени во власт. Мојот став го знаете поврзан со Влен дека обединувањето во еден политички субјект ќе генерира стабилност во рамките на Влен, алтернатива. Ние апсолутно како коалиција Влен, односно Вреди, имаме исклучително коректна соработка со луѓето во владата, исклучително коректна соработка и тука немам никакви дилеми. Сега внатрешно, доколку има одредени метафорични ставови кои што се артикулираат преку социјалните медиуми, јас не би ги коментирал. А дали има барања од другите лидери на Влен за господинот Фетаи и Лимани да не бидат дел од владата, иако не, до сега не сум. Иако не го подржуваат овој состав на Влен. До сега не сум добил такви барања. Друго прашање што ево моментално не е почна да не биде многу актуелно е прашањето на господинот Груби. Со одлука на обвинителството оди во домашен притвор. Јас сакам директно да ве прашам, дали пропеа доволно господинот Груби? Јас вака би рекол, бидејќи сум го коментирал овој случај, да му дадеме време на времето. Кој треба да се плаши повеќе од господинот Груби? СДСМ, Влен, ДУИ? Па мислам дека е широк долг списокот. Од луѓе што треба да се плашат од него? Да. Кој повеќе? Па сега повторно во интерес на истрагата и тие информации кои што јас ги имам, не би сакал премногу длабоко да навлегувам,
во чувствата на поедени сегашни и поранешни политичари, но не треба никој да се плаши ако не направил нешто спротивно на закон. А треба да се плашат сите оние кои што направиле нешто спротивно на закон. Без разлика, значи, кој политички дрес му припаѓа. Тоа така го сфатив. За на крај, сакам, нели, сепак со позитивна енергија да го затвориме. Фокусот на владата оваа година посебно во проектите што ги имате и конкретно дали ќе се продолжи поддршката за развој на општините. Оваа година, точно оваа година сме фокусирани на развој на општините и на државата. Ги завршуваме проектите кои што се за општините. Насока имаат градоначалниците да подготвуваат проекти за следната година да имаме повторно повик, бидејќи капацитетите ни се сега, како да кажам, прегреани. Очекувам дека оваа година ќе ги дозавршиме тие проекти и веќе следната година продолжуваме со нови проекти, 27. Тековните проекти ги продолжуваме, војдуваме нови, така што оваа година очекуваме буџетска консолидација околу 3,5% буџетски дефицит, помеѓу 3,5 и 4% раст на БДП. Прв пат после долго време растот на БДП ќе биде повисок од дефицитот. Зборувам во оние околности кои што ги планиравме на почетокот на годината. Повторно заливската криза ни малку ни внесува внимателност и би рекол страв, да не бидам па премногу строг да го користам зборот страв, но да бидеме внимателни, да кажам, сега за сега да се задржам на тоа ниво. И истото тоа се однесува во делот на инфлацијата, дека таа ќе се движи меѓу 2 и 3% на годишно ниво. Еве веќе февруари отидовме под 3%, 2,9%, во трговијата на мало 1,6%, што представува податок кој што дамна не се случил. Така што сите оние интересни ми се, да не речам, смешни се оние пораки кои што доаѓаат од опозицијата, мислам жални за нив и тажни, но во суштина се смешни, кога тие предлагаат мерки во услови кога нивната влада, ако се сеќавате 2022 имаш инфлација некои месеци над 20%. Кога нафтата и нафтените деривати беа 110-120 денари по литар. Мислам, и најскапи во регионот. Тоа беше едно тешко време и сега тие истите денеска мудруваат, даваат предлози без мува да ги лази. Мислам, просто шокантно сето тоа делува, но тоа е што е. Таков е нашиот политички противник. Јас жалам што е таков, мислам дека ќе бидат поконструктивни и поумни, но тоа е што е. Јас, за да ги спочитуваме дозволеното време и да не бидеме предолги, да оставиме простори за друг пат да бидеме и да разговараме на актуелните теми, ви благодарам уште еднаш за времето, што бевте исто така и прв гостин и се надевам дека ќе бидете пак гости да разговараме за најактуелните, а можеби во друг пат во поширок формат, пошто нели имаме простори за 4 гости да имаме исто време. Како вие ќе го направите концептот, така ние ќе следиме. Благодарам на можноста. Ви благодарам и на вас. Ju përshëndes edhe ju shikues të nderuar, ju falenderoj që na ndoqët dhe bashkë do të shihemi javën tjetër me intervistën e radhës.